често купуваш онлайн и од каде? Домашни или странски сајтови? Младите зборуваат за новата мерка со ДДВ на пратки по 22 евра, за проблемите со пошта и што најчесто купуваат на интернет. Дали купувате онлайн? Не, Зошто? затоа што ми е страв да оставам картичката онлайн. Да, често. Да, купувам. Зависи што. Да. Не. Стварно браво. Зошто домашни производи преферирате? Па да, и претежно не верувам на онлайн апликации за купување, така да. Преферирам да си ги чувам информациите, преферирам да го видам продуктот пред да го купам. Не знам. Уживо повеќе купувам. Зависи кога како, не често. Па искрено не купувам јас толку онлайн. Повеќе вака сакам да купувам. Онлайн не се разбирам толку, а и не обожавам толку на сајтови да купувам. Па немам искрено доверба бидејќи понекогаш знаат од картичката повеќе пари да земат, а и сум имала таков случај, така да не преферирам да купувам онлайн. Браво ти. Понекогаш купувам онлайн. Домашни или странски сајтови? Странски. Па и од двете. Па повеќе од домашни, дека побрза е нарачката. Па зависи, повеќе од домашни. Повеќе од домашни, ама како? Може и некош и од странски. Од домашни поретко од странски. И двете. Странски купувам. Обично од странски сајтови. Владата воведе ДДВ и за пратки помали од 22 евра. Дали ја оправдувате оваа мерка? Апсолутно не. Искрено не знам како би оправдал, меѓутоа разбирам дека треба некако и буџетот на Македонија да се пополни, така да меѓутоа мислам дека е малку глупаво тоа што на толку мали суми побаруваат. Подобро би било да има нека домашна страна која што ќе ги нуди по тие ниски цени производите и така ќе има државата поголем буџет да не мора странство да се увезува. Па сега за пратки од странство, окей, да можда треба да користиме повеќе македонски производи. Па мислам дека да, бидејќи е добар потек да се зачува економијата во Македонија како да се подобри и да ги мотивира луѓето да купуваат повеќе македонски производи, домашни производи. Не баш дека не едноставно сум дека ова е само начин повеќе пари да земат и не ми се допаѓа. Па не, лошо е. Не знам дали оправдувам, мислам, ја не купувам толку често онлайн, ама не ми звучи тоа баш окей. Ако е странство, да, бидејќи со купување на странски производи се намалува како изложеноста на македонските производи и затоа мислам добро е што е воденото. Дали имате проблеми со поштенските услуги при прием на пратки и слично? Па зависи, мислам, еднаш нарачав нешто на тему и имаше проблем у кој магазин е ставено, па требаше да го бараат и да понекогаш. До сега не сум имала некој поголем проблем. Во најголем дел ако не сум дома, пример, кога ја носат пратката, ама да не ми ја донесат, не ми се случило. До сега не, ама тоа најверојатно преди тоа што не нарачувам доволно, а мислам дека можеби некои луѓе што нарачуваат повеќе од мене, би имаа да некој проблем, не знам. Ама јас сега за сега не. Па лично не сум имала искрено. Па да, дека често знаат многу да каснат. Не. Се е окей. Да, тука многу долго е процесот од кога ќе стигнат во државата додека стигнат до кај мене дома. Во мој искуство не, пошто не зимам толку често, така да не. Не сум имала проблем. Сева најдобар ред стигнува на време? Да, на време.